Вратот и деколтето кај секоја жена, доколку се негувани, се украс. Овој пат ќе ви покажеме како се негува вратот и деколтето со специјален третман. Најнапред третманот ќе го започнеме со специјално млеко, со кое што ќе го поминеме вратот, деколтето, секако и лицето, бидејќи во овој третман секако клиентката треба да ужива, и продолжуваме со следните постапки. Како следна постапка е специјалниот тоник со кој што ќе го хидрираме делот на лицето, вратот и деколтето. Нанесуваме поголемо количество на тоник и тапкаме преку лицето, вратот и деколтето. Следната постапка е нанесување на специјалниот пилинг, со кој што ќе ги отстраниме изумремените клетки и ќе направиме специјален пилинг на вратот и деколтето. Нежно го распоредуваме и одиме со една убава релаксациона масажа, каде што на многу нежен начин ќе ги отстраниме изумрените клетки и ќе го освежиме деколтето. Вишокот од пилингот го отстрануваме со водени тампони и вака кожата на лицето, вратот и деколтето е спремна за нанесување на специјалната маска, која што ќе аплицираме само на вратот и деколтето кај нашата клиентка. Влагата ја сопираме со хартиено шамивче. Кожата треба да биде сува, за да можеме да ја нанесеме специјалната маска. А тоа е специјалната кавиар лифт маска, која што ќе направи лифтинг и затегање на вратот и деколтето. Незе ќе ја аплицираме во посада пред се и одиме со нанесување. Секогаш одиме од доле према горе, за да можеме да направиме затегнување.
оставаме да отстои 25 минути. Секако ја нанесуваме во подебел слој. И самата маска ќе заврши својата функција, значи затегање, лифт ефект и освежување на вратот и деколтето. Бидејќи маската го заврши своето дејство, отстои 25 минути на вратот и деколтето, ја отстрануваме полека со водени тампони и така кожата ни е спремна за следната постапка. Влагата повторно ја собираме со хартиено шамивче. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјален серум. Нежно го нанесуваме на вратот и деколтето и правиме една убава релаксациона масажа. Постапките секогаш треба да идат према горе, значи го подигаме делот на вратот. Постапките се брзи, меѓутоа лесно. Серумот веќе навлезе во подкожното ткиво, значи масираме се додека не се впие. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјална крема за врат и деколте, која што клиентката после третманот, значи еднаш месечно, треба исто така да нанесува, значи во домашни услови, за да го негува вратот и деколтето. Тоа е, значи, специјалната крема за тонификација, значи за зацврстување на тонусот на телот на вратот и деколтето. Повторно одиме со нежно нанесување и оваа крема ја аплицираме на вратот и деколтето и со масажа ја внесуваме.
На ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман и се надевам сите оние кои што се задоволни и го видеа овој прилог може да не посетат.